Откако падна првиот снег, повторно се појавија луѓе во униформа. Влегоа во куќата покриена со слама и рекоа дека во градот стоел подготвен воз кој ќе ги однесе во земјата во која припаѓаат. Таму мајката и таткото го чекале детето и Ленче била во земјата во која припаѓале. И така појдоа кон градот. Девојчето гледаше во куќата во која живееа работниците, ама најде само една напуштена железничка станица за тоборни возови со заргани шини и една локомотива што требаше да ги одведе 4 вагони за стока полни со луѓе во земјата во која припаѓаат луѓето. На патувањето низ зимата, која траеше многу долго, почина старата жена. У луѓето кои седеа во товарниот воз ја повлекоа мртвата кон вратата. Кога возот застана на отворената делница, ја положија старата на железничкиот бедем. Откако пристигнаа во земјата на која ја припаѓаше детето, го дадоа во дом за деца сираци, во кој многу деца го чекаа следното лето. Со текот на годините тоа ги заборави таткото и мајката, и спомените на селскиот имот на работот шумата, на војниците и на жената во униформа, која вети дека сите ќе се вратат дома се повеќе и повеќе избледуваа. Мораше да мине половина век, додека не стигна едно писмо, на кое како испраќач не стоеше ништо друго, освен еден црвен крст и известување за еден татко кој починал во некој логор во Караганда и за една мајка која живеела 2 години подоцна, исто така во Караганда. Колку убав збор, си помисли, во Караганда секогаш е лето.